Гравот произведен на трска и бамбус дава за 3 пати повеќе род од традиционалното гледување на овој производ на пченка. Се тоа ги мотивирало Мемет Синани и уште десетина земјоделци од Полошко пред 5 години да формираат задруга и да започнат со овој начин на производство, откако државата им ветила помош и големи поволности. Со голем ентузијазам само Синани заседил 20 декари граф на трска и бамбус, со надеж дека институциите ќе помогнат за пласман, ќе субвенционираат дел од вложеното и што е најважно, ќе обезбедат специјална механизација за берба на гравот. Но од ветеното ништо не исполниле. Па така, Мемет и останатите трската и бамбусот лани ги извадиле, ги складирале во магазините, а нивните ниви сега се запуштени ливади. Беше обеќано дека за другите би добивале барем 20 задруги од 40 отприлика што ги има во Македонија, би добиле некои грандови за механизација, не пари, него механизација. И ние направиме лаборати каде што нашата задруга неколку пати фати прво место. И нас прво ни рекоа дека 80.000 евра, па падна на 20 и нешто илјади евра, па падна на 2.500 евра, па после нема ништо. Еве, ден денес нема ништо. И така да ние моравме производството на граф со бамбусови стапчина да го прекинеме затоа што рачно не можеме да го собериме. Механизацијата кошта пари. Вели дека македонското земјоделие може да оди напред само преку заеднички настап на задругите на странскиот пазар. Но мора најпрвин да се смени законот за задругите, на кој сега државата гледа како на бизнис сектор, а буквално не им дава никаква помош. Ако ти си член на една задруга, со самото членување и во централен регистар, ако се запиши, и автоматскиот труд те исправат, затоа што ти си вработен. А додуше ова не е фирма, не е предпријатие, ова е земјоделска задруга каде што сиромасните земјоделци се групираат за да можат пласманот и производот нивен да го продават полесно. Синани од идејата за одгледување на тетовски граф на бамбус и трска не се откажува. Се надева на подобри времиња за земјоделието. До тогаш, вели, тетовското графче ќе го произведува само за себе, на традиционален начин.